И ева на во студиото во вториот дел, како што често велиме, кога ги пречекуваме нашите гости и слушаме интересни теми кои ќе ги отвориме и ќе разговараме се до 11 часот. Пред да си ги поздравиме гостинките во студиото, Цеца, добро утро официјално пред гледачите. Така е, Бисера, добро утро, поздрав до тебе, поздрав до сите наши гледачи кои што се ранобудници и се заедно со нас уште од 6:45. Верувам дека уживате во денешното издание на Здраво Македонија. Доста ви беше интересно се што ви прикажа Бисера од Забајле. Верувам и со Роберт убаво поминавте, а во овој дел женски дел денеска. Да. Затоа што не ни пристигна едниот гостин, но ќе оставам на Бисера да го поздрави и да го оправда. Да го оправда, така е. А веднаш потоа посакаме топло добре ден на гостинките. Така е, Цеца, ако и женско друштво е убаво, ние си отворивме теми и позади камерите, имаме зашто да зборуваме за време на емисијата. Да, ќе го поздравиме Бобан, кој што требаше да дојде во емисијата, да зборуваме за представата која што ќе се одигра вечерва во Битола, во Центарот за култура, насловена Свињи дуодрама, затоа вие кои што сте слободни, сте од Битола или поменувате низ Битола да погледнете представата. Бобан Алексовски ќе го поканиме во нека друга наредна емисија, Цеца, ќе имаме сигурно поводи и други театарски представи, така што поздрав до Бобан, нека не гледа сега од дома, бидејќи оправдано е одсутен. Оправдано е тоа. Оправдано е да кажем. Но тука не се другите две дами, Цеца, со кои што, како што кажи ти, одлично имаме теми да зборуваме, се до 11 часот да си ги поздравиме. Веднаш до мене Кристина Атанасова, стручен соработник и психолог во гимназијата Јосип Броз Тито. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов и задоволство ми е што втор пат сум во вашата емисија. Баш ми е драго, верувам дека сте имали интересна тема и првиот пат кога сте гостувале и ово утро ќе имаме осетлива тема, ќе кажам, но прво да ве представиме, па ќе почнеме со нашите прашања кои што ги имаме со Цеца. Леа Ризава, системски семеен советник. Кратко и јасно, зборуваме за анонимна програма за брак, насловена Тајни писма. Веќе делува на вистина Леа мистично. Добро утро. Добро утро, Бисара. Ви благодарам за поканата. Ова е моето прво гостување во Канал 5 и морам да ве пофалам, до сега сте одлични домаќини. Прекрасно се сеќам. Баш ни е драго, верувам дека ќе ти биде и тебе пријатно да откриеме за оваа програма, да научиме нешто ново и секако сето она што ќе го слушнеме да го примениме или пак да се зачлениме на таа програма и да слушнеме за што станува збор. Тајни писма. Да, задоволство ќе ми биде да ви раскажам се. Да. Додека не слушаат гледачите, ајде веднаш да ни објасниш Леа програмата. Па вака, јас последниве 3 години работам со клиенти како советник и како коуч и најчесто моите клиентки се жени на околу 30 до 40 години, претежно мајки на млади деца во млади бракови. И се случуваат некои работи кои што се како НЗС, без разлика од каква позадина, од кое место, од која професија, со какво образование, со што се занимава жената, никако како сите со истите проблеми да се бориме, да, како шаблон и она што е најинтересно, некој доаѓа свесен за тие проблеми, веднаш, нели, тоа е главната тема за работа, додека кај некој ние работиме на бизнисот, на самодовербата, на личниот развој, на дисциплината, на сите тие пропретни работи за некаде после 10-12 сесии да дознаеме дека на женава воопшто не е добро дома, дека нејзиниот најголем фронт е точно во семејството, во бракот особено и така. И тоа мене ме инспирираше да истражам кои се оние работи кои што на овие жени ги спречуваат овие жени, бидејќи сепак не зборуваме за некој кој што воопшто не е свесен, значи ова се жени што следат некои работи, работат на себе, се охрабриле, побарале поддршка и уживаат во развојот што го добиваат, значи добиваат резултати од ден во ден во својот живот. И толку се амбициозни во сите тие полиња, толку се успешни во сите тие полиња, додека одека една клучна работа во која што голем дел од денот го минеме, секој ден го минеме дома, така? Секако. По цела ноќ спиеме во тој кревет со таа особа, а тука е всушност најголемиот проблем.
И така истражив отприлика што ги спречува овие жени да се изразат. Па најчесто тоа е, како да кажеме, на споделена приватност. Значи, многу е лесно јас да дојдам да се жалам за проблеми што се само мои, ама ако проблемите го поврзуваат, некако го инволвираат и сопруга, значи јас се жалам од него, споделувам за неговата приватност. И тука имаме една лојалност која што често е многу силна. После тоа, за жал, многу има и срам и вина. Значи, жените, не знам дали сме како генерации така воспитувани, бидејќи не работам со многу помлади, повозрастни, меѓутоа, некако секогаш прво вината во себе ја бараме. И тоа не на начин да видам јас што можам да направам околу тоа, него сигурно јас сум крива, сигурно мене вака, ова само мене може да ми се случи. И полека како се развиваме во животот, станува еден голем јас, една дискрепанца се појавува, во толку работи сме успешни, сето тоа ни оди, а ова веќе станува срамота човек да зборува колку проблеми има или дека не знае како да се, од каде да почне, не дека овие жени не знаат како да се соочат. Кога ќе ги видат техниките, кога ќе објективно, кога ќе пробаат да ги применат, веднаш има резултати. Затоа се анонимни писмава од таа причина. Именно. Значи, долго време размислував зошто тие кои што доаѓаат и бараат совет и поддршка конкретно за брачната релација, зошто доаѓаат толку касно? Значи, што ги спречува овие жени со секоја друга работа? Не сум задоволна како изгледам, одма ќе направам промена. Не сум задоволна од исхраната, одма ќе направам промена. Постигнуваат секакви резултати, а овдека чекаат со години, чекаат и трпат, бидејќи зборуваме за секојдневни непријатности. И тука сватив дека потребата да се проба да се разговара е многу потисната од потребата да не се сподели, да не се поврзе со мене, со мојот идентитет, со мојата личност, дополнително со личноста на партнерот. Значи, почитувањето кон партнерот секој пат е толку големо, што ние би трпеле и би си кјутеле и не би преземале нешто за да не биде подобро, за нас да не биде подобро и него да му биде подобро. Дополнително, секој пат многу поретко доаѓаат брачни парови на советување отколку жени. И почесто доаѓаат жените на неколку сесии, па баш ако има одговор од другата страна, ќе се приклучи сопругот, па мораме нели тука одново да работиме. Нема обратна ситуација во која што мажите доаѓаат, па потоа викаат сопругата да си ги решат проблеми. До сега не ми се случило, да. Зошто е тоа така? Предпоставувам и заради начинот на кој што клиентите стапуваат во контакт со мене. 90% од мојата публика се жени, така што мажите се помалку изложени на тој тип на содржини и меѓутоа тоа знаете како е јајцето или кокошката, значи дали треба да се изложат на содржини да има интерес или треба да има интерес да има повеќе луѓе кои што ќе бидат во допир со мажите за вакви теми и ќе нудат вакви услуги. Така. Тука некако ни се поклопувате со темите и со Кристина, бидејќи рековме со Цеца ќе зборуваме за осаменоста, ќе отвориме таа тема, особено сега летниот период кога луѓето можеби немаат друштво со кого да отидат на одмор, па и не само на одмор, за време на празниците, за време на било какви семејни собери кога децата се заминати во странство, оженети, омажени со свое друго семејство, некако тие повозрасните остануваат осамени. Но ќе ги спомнам и помладите, Леа што кажа, помлади брачни парови и помладите, што значи да имаш партнера да се чувствуваш осамено. Значи, тука се отвараат тие теми. Што е дефиницијата на осаменост, всушност? Што значи осаменоста? Видете, во денешно време, можеби слободно можам да кажам дека апсурдот на денешницата е да имаме многу контакти, а сепак да се чувствуваме осамено. Обкружени сме со социјални мрежи, со интернет технологија, со ера во која дигитализацијата си го зема својот замав и така натаму, меѓутоа сепак кога ќе се спуштат тие завеси на таа театарска представа наречена живот, кога ќе останеме сами во своите 4 зида, најголем дел од популацијата се чувствува осамено. Се поставува прашањето зошто. Тие контакти кои ние ги воспоставуваме во текот на денот, во текот на и реализирањето на нашите работни, професионални обврски, во текот на социјализацијата која што ја остваруваме,
не во однос на приватните контакти кои ги градиме, како лични пријателства и така натаму, туку оние пропратни личности кои во текот на едно секојдневие ние ги сретнуваме, толку многу се на број да не дозволува да градиме квалитетни, емотивни, пријателски или какви и да се врски. Знаете, хиерархијата на потреби на Абрахам Маслов, психолошки, покрај потребите физиолошки, оние основните, покрај како втора потреба ја наведуваме потребата за безбедност, на трето место ја има потребата за поврзаност, потребата да се чувствувам близок со некоја личност. Времето во кое живееме, турбулентното време, брзината со која ги реализираме сите наши работни и сите други обврски, си го направи своето некако да немаме можност и простор да навлеземе во малку подлабоки врзувања, социоемотивни, афективни и така натаму. Тука особено се јавува проблемот кај младите личности, затоа што со оглед на развојното доба, со оглед на развојниот период во кој тие се наоѓаат, тука веќе се јавуваат одредени потешкоти во однос на сликата за себе, самодовербата, влијанието на социјалните мрежи е многу големо затоа што постојано се изложени на некои слики кои што се идеализирани, на слики кои што прикажуваат одреден совршен живот. Зборувам конкретно за социјалните мрежи. И тоа многу често го дискутираме, посебно со адолесцентите во средното училиште Јосип Броз Тито, во кое јас сум стручен соработник. Постојано ми велат, јас се чувствувам како да не вредам доволно. Јас имам впечаток дека мојот живот не е доволно квалитетен. Јас не одам на сите тие места на кои одат следбениците, кои јас ги следам на одредена социјална мрежа. Да, сосема искривени вредности. Апсолутно. Тука неопходно е да обрнеме внимание уште од најмлада возраст, уште во периодот на пубертет, затоа што од друга страна пак периодот на пубертет сам по себе со сите физиолошки, биолошки, психолошки промени си ги носи ризиците да младите постојано трагаат по себе си, да се споредуваат со другите и така натаму. Од тука сметам дека многу повеќе време треба да се посвети на контактот кој го имаат со членовите на своето семејство, со родителите првенствено. Тука ќе се надоврзам. Секој родител, за да обезбеди посигурна, побезбедна иднина на своето дете, од некој финансиски аспект да речеме, постојано е во трка. Постојано се обидува да се обезбеди финансиски да се обезбедат финансиски средства, некако како да се заборава на ова што значи квалитетно поминато време со своите деца. Јас тоа многу често го зборувам и често наидувам на осуда од страна на родителите, во смисол, да, но нас не е потребно ние да нешто направиме за да обезбедиме подобра иднина на нашите деца. Да, но никој не забранува да работат. Така, и по 2 и по 3 работи, мислам дека и порано во едни други времења луѓето навистина доста работеле. И било многу посиромашно време, ајде да кажам, од сега и се снаоѓале, па повторно нивните деца израснале во, нели, правилни луѓе со правилни вредности на прав пат били изнесени. Така што работата апсолутно мислам дека не треба да има клучна улога тука. Во оправдувањето на тоа зашто немаат време да бидат со децата. Така е, затоа што време секогаш може да се најде, и да е половина час во текот на денот, важно е да биде квалитетно. Се навраќаме на суштината во однос на осаменоста. Сите овие работи кои што ги споменав, а многу фактори се во предвид, доведуваат до тоа да сите ние од најмлада возраст барем еднаш во животот сме се почувствувале осамено. Проблемот не е ако е само еднаш, проблемот ако е долгорочно и ако не се превзема ништо за тоа да се спречи. Сметате дека овие млади луѓе се осамени? Искуството го покажува тоа. Да, и примерите. И примерите. Зошто? Затоа што и кога ќе дојдат младите личности на разговор, првенствено, знаете, очекувано е, со оглед на таа дигитализација и тие онлайн контакти со кои живеат, многу е нормално да бидат осамени. Зошто? Затоа што тие се научени да куцаат на интернет, да бидат така да ги покажуваат емоциите со емотикони. Така е, да бидат силни за тастатура, да можат да напишат се, да поканат другарка, симпатија на кафе и така натаму. Меѓутоа,
тука имаме еден друг ризик. Се губи самодовербата. Се губи она што го... тоа е тоа. Очи во очи контактот да преведеме. Да. Баш така. Контактот очи во очи е нешто што психолошки има најголемо влијание. Се соочуваме со генерации кои поради мобилните апарати веќе заборавија на некој начин заборавија, да не бидам погрешно разбрана, зборувам за една генерална слика, заборавија што значи да седнеш со другарка и да се погледнеш во очи, да разговараш. Најчесто и кога зборуваат, погледите им бегаат на страна. Зошто? Затоа што се тоа значи... немаат искуство, да кажеме. Искуство немаат. Се одвикна од она што значи што велите ај контакт очи во очи. Јас често знам да кажам, прегратката е нешто што највеќе не полни со позитивна енергија. Бакнежот, изразувањето на емоција, па и негативна нека е. Не е исто. Каде ни исчезна емоциите? Каде ни отиде? Во мобилните апарати. Станавме затворени. Се плашам да не ме повредиш ако ти се доварам, се плашам да те гушнам, да не ми ги злоупотребиш емоциите, другарки немаме. Јас пред неколку дена со моето друштво од јасли, всушност, не од основно, од јасли, сме истото тоа друштво кое што 30 на години се дружиме и дискутираме често на овие теми. И тогаш имаше тина родители кои што беа богати, кои што заработуваа и оние кои што беа средна класа. Ама кога ќе се најдевме во мало, немаше мојот татко работи тоа, твојот татко или не е битно кој што работи. Така? Некако бевме исти. Каде исчезна тоа време? И тогаш имаше, можеби не ваква технологија, имаше видеоигрици, нели, имаше компјутери, некој имаше, некој немаше. Да, некако сме обседнати со материјалното и мислам дека и социјалните мрежи, како што кажете, си го прават. Тоа имаме погрешни идоли кои што ги следиме, кои што пласираат само нели луксузен живот и дека само тоа постои на светот, нема проблеми, нема ништо. Така е. Јас со тој аспект бев воодушевена кога пред одредено време на социјални мрежи сретнав една личност која што си ги покажа своите емоции, ги покажа своите солзи. И тоа мене ме воодушеви, затоа што редно е да видиме на тие социјални платформи дека е многу нормално да доживееме и некоја непријатна емоција, и некоја негативна емоција. Ние сме живи суштества. Нашата психа апсолутно е составена и од црното и од белото. Сите ние имаме и темна и светла страна на личноста. Во однос на надпреварувањето и она што го споменавте. Да, претходно немаше, можеби, мобилни апарати, меѓутоа ја немаше и она трка под знак наводници, кој има поскап мобилен апарат. Немаше. Тие се тие погрешни вредности на кои треба да ги дефинитивно научиме нашите деца од најмала возраст. Јас сум најголем противник кога ќе видам дете на 3-4 години со мобилен апарат, затоа што се во рака да гледа цртани, да не дојдеме до моментот дека нема ограничување на тие содржини, што е тоа што го пласираат, што е тоа што го гледаат на тие платформи, на YouTube конкретно. Од тука почнува се. Така што осаменоста е нешто што дефинитивно многу фактори се испреплетени за да дојде до неа, меѓутоа се плашам дека ако не преземеме радикални чекори, секој по дома, секој прво со себе, со своето дете, со своето семејство, ќе премине во некои екстреми и веќе така е, и веќе потоа нема да имаме време за назад. Па јас мислам дека веќе е премината границата. Илија сигурно има многу што да каже на темата. Да, баш интересни теми отворивме. Сите овие аспекти исто така се пресликуваат и во бракот. И осаменоста е дополнително поголема таму. Мене баш ми се крши срцето вака секој пат кога работам со пар и кога после неколку сесии они ќе спомнат всушност колку време минат на телефон, дека тоа време они што го минат заедно, всушност го минат секој сам на својот фид кој што е наменет за да ја забавува таа личност со она што највеќе го држи нивното внимание. И можеби си праќаат рилсови. Да, ама темите се сосема различни. Многу често кај клиентките фидот е полн со психолошки совети, со мотивација, значи ние гледаме како да бидеме подобри, и просто сме обседнати, дури нашето слободно време кое го користиме за дисоцијација на социјалните мрежи, и тоа
тоа има за цел некако нас да не унапреди и после нормално сме разочарани кога седиме со партнер кој што е еднаков на нас и треба да е еднаков на нас, нели? Но тој неговото слободно време не го користи за да се унапредува и да доживува социјален притисок дека не е доволно добар, дека може повеќе, дека вака треба да изгледа, тоа треба да прави, вака треба да збори со жена. Значи, ништо од тоа нема на социјалните мрежи, на фидовите, едноставно служат за забава или за други активности и интереси. Така што Како ги решавате тие проблеми? Па со комуникација. Со комуникација, меѓутоа за да настапи комуникација потребно е да изградиме безбеден простор. Затоа што комуникацијата во семејните системи, во сите системи кои што функционираат долго време, оди по некаков шаблон и се знае, ќе станеш од Сабајла, ова правиш, он ќе ти каже ова, ти ќе му кажеш тоа. Ако каже вака, ти ќе одговориш така. Ако се нашали, ти ќе бидеш критична. Ако е критичен, ти ќе се нашалиш. Секое семејство си има буквално шаблон, значи она што можеш да го напишеш како сценариј од еден ден, можеш да го претпоставиш дека ќе се случува скоро горе-доле секој следен ден. И тие шаблони е многу тешко да се излезе од нив. Потребно е да се не е безбедно да се излезе од нив. Значи, ние викаме камо да беше, нели, да не ме критикуваше партнерот толку или да не беше толку лабав, па он само се шали, па мора некој да биде сериозен во нашата врска и така. Значи, баланс да има. Да, посакуваме промена, а всушност најнебезбедниот момент е секунда кога ќе настапи таа промена. Не дај Боже да не се нашали или да покаже одговорност некој што е цело време лабав или не дај Боже да стане лабав некој што е цело време критичен. Одма целото семејство реагира, сите имаат впечаток, леле се случува нешто небезбедно, ова не се случило до сега. И тука тие сили да се задржи хармонијата, статус квото, она што ни е безбедно, она што знаеме дека е испробано, не носи некоја опасност можеби. Тие сили многу влечат во спротивен правец од промената. Така што во мојата работа најчесто, особено со парови, работиме на тоа да има безбеден простор каде што ќе може да се експериментира во разговорот, па ќе може да се каже нешто што иначе не се кажува. Така, како оваа програма Алеа ќе им помогна на оние кои што ќе се пријават? Бидејќи само споменавме накратко анонимна програма за брак, тајни писма, што треба да направат оние кои што ќе се пријават на програмата? Оваа програма е многу инвентивна и како и сите пионерски работи не е доволно позната. Значи целиот концепт е непознат и јас ќе пробам најпластично што може да објаснам за да знаат и гледачите, нели, што ги очекува и за што станува збор. Значи, оваа програма ја реализирам преку една платформа за онлайн наплата, која што ми овозможува оној кој што се пријавува, тоа да го направи целосно анонимно. Значи, не добивам податоци кој уплатил на кој датум, ништо. Единствена точка на контакт е имейл адреса. И за целосна анонимност, бидејќи ова е во исто време и групна и индивидуална програма, ќе ви објаснам како. Значи потребно е мејлот да биде исто така анонимен. И јас ги советувам сите оние кои што сакаат да се пријават да отворат еден лажен мејл, значи баш да не никако да не се поврзува со идентитетот на особата. И мене не ми е проблем да работам со анонимни нели без да знам со кого работам, затоа што оние работи што се клучни ќе бидат искомуницирани во програмата и оние работи што носат успех за секој од нас. Значи тоа просто како да зборуваме за математички формули. Ако се примени, резултатот ќе биде тој и ќе биде подобро од онаму каде што се сега. Да се разбереме. Значи оваа програма е повик за сите оние кои што заради срам, страв и разни други причини до сега не се пријавиле на класично брачно советување, на психотерапија. Значи ова не е замена за тоа. Меѓутоа е една можност за многу мала инвестиција, бидејќи програмата по промотивна цена ја пуштам сега за 2200 денари. Само 6 недели
трае програмата и во тие 6 недели немаме видеопозиви, немаме присуство на камера, немаме никаква изложеност, ни едно закажување. Значи замислете си програма која што не мора да го смениш целиот распоред за што ќе точно научат од таа програма? Ќе научат кои се клучните работи на кои што треба да се базира хармонијата во бракот. Хармонијата е како златен рез. Значи, е нешто што носи универзална пријатност, секој пат кога го има. Не е нешто што точно може да се пресмета дозира, меѓутоа веднаш ќе почувствувате убавина и привлечност и пријатност кога тие компоненти ќе дојдат во тој состав, во тој сразмер во кој што е потребно да бидат. И така што програмата и покрај тоа што е еден почетен чекор за жените кои што досега не се охрабриле да работат на оваа тема, сепак ќе донесе видливи резултати за краток период. Значи, целото учество во програмата е преку имейл комуникација и секоја недела имаме по една од тие теми и секоја учесничка си праќа имейл до целата група, значи споделуваме во група, повторно некој ги чита нашите ситуации, нашите проблеми, одговорот го праќам јас, меѓутоа се запознаваме многу интимно со жени кои што не ни се познати. Значи, они објаснуваат домашната ситуација и ја испраќаат преку мејл. Да, преку кој што го читате само вие или сите учесници во групата и сите го читаат и одговорот што го праќам. Така што вие се пријавувате да работите на својот актуелен проблем овие 6 недели, меѓутоа се заменувате со сознанија кои што важат за 20 семејства, за 20 различни брачни ситуации, така што знаењето во група секогаш расте експоненцијално. Се разбира. Само не знам дали споменавме каде може да ве најдат гледачите кои што гледачките особено, како што кажавте, кои што можеби си ја гледаат својата приказна во ова што го кажувате. Така, можете во секое време да ме најдете на вебсајтот domasolea.com и со истиот тој никнејм и на Инстаграм можете ме најдете, а линкот за програмата го има секој ден во сторињата на Инстаграм и од таму. Значи на социјалните мрежи да ве најдете, поготово на Инстаграм. Добро, супер. Фала. Колку помагаат советите или ако им ги давате на оние кои што ќе дојдат кај вас? На страна оваа програма која што сега нудите, вие секако и си работите, кажавте, со дали индивидуални или доколку партнери дојдат имаат некакви брачни проблеми, кои се тие најчести проблеми? Нели споменавме дека скоро сите парови ги имаат истите проблеми. Се чувствуваат ли осамено? Верувам дека и тие се чувствуваат осамено кога не ги споделуваат емоциите едни со други, комуникацијата, финансиите колку играат улога, и тоа го споменавме, дали се споредуваат партнерите со други партнери, тие имаат повеќе од нас, ние немаме. Што се може да биде проблем за еден брак да успее да биде складен? Да, проблемите обично доаѓаат во повеќе слоеви, така што кога некој ќе дојде и ќе каже конкретен проблем, обично под тоа има некоја друга динамика, па нешто друго, и од прилика доаѓаме до неколку теми кои што се секој пат клучни кои што се многу поврзани со нашиот развојот на психата, со семејството, системот во кој што сме подигнати, образците што сме ги научиле и образците што партнерот ги научил во својот семеен систем по потакло. Меѓутоа, да не одиме веднаш толку длабоко. Најчесто луѓе, жените особено се обраќаат со јас му зборувам, он не ме слуша. Јас му кажав што да направи, ама он не го направи тоа, ниту го направи, ама не така како што му кажав и не тогаш кога ми требаше, да. Значи, комуникацијата во бракот се претвара во микроменеджмент. Автономијата е нешто за што треба да се бори секој партнер, не е нешто што доаѓа заедно со достоинството на личноста во пакет. И обично тоа се некои поделби на моќта, односно борби за моќ во семејството. И најчесто сите овие работи се резултат на некои работи што се надвор, фактори што се надвор од нашиот домен. Например, многу често се изненадуваме како, да речеме, редот на раѓање
кое дете сте поред во семејството може да го прогнозира вашиот однос во бракот. Па така кај бракови со две првородени деца имаме едни фантастични борби за моќ кои што и кога ќе се подигна и комуникација и се они се амбициозни, па тоа се ќе донесат баш на високо ниво и бракот е многу квалитетен, релацијата е квалитетна и повторно има борби за моќ, затоа што тоа е нешто на што треба да се пристапи со голема објективност и голема свесност и за себе и за партнерот. Мене ми е многу мило кога гледам, кога работам подолго со клиенти и кога гледам како низ време се случуваат сите овие промени. И тоа е тешко да се долови на оние кои што немаат работено со коуч, со терапевт, со советник, со психолог до сега, затоа што имаме некои очекувања, до сега трпев и сега ќе отидам и ќе се обратам за помош. И одат и изнесуваат се на таа прва сесија и доаѓаат дома и си викаат, па сега за шо дадов пари? Не се осеќам, не е промената тука, а за секоја промена треба време. Апсолутно. Имав една клиентка, многу мудра метафора вака ми даде, она е козметичарка и на првата сесија ја објаснувам, викам, вака и вака, нели, да знаеш ке треба време. Треба века, па ја тоа на моите клиентки им го кажам, не можеме 10 антицелулитни у 10 дена да ги направиме, треба време да поменаме го еден и друг третман за промената да настапи. Се разбира, тоа е нешто што се таложило со години и тие сакаат сега со еден разговор магично да исчезне кога ќе дојдат дома, ако може да не постои проблема, вие да го направите мојавето. Така, баш така и мислам да се разбираме, убаво е да се има таква надеж. Јас стварно би сакала било кој да има таква моќ да може така да ни ги решава проблемите. Меѓутоа, решавањето на овие квалитативни проблеми е малце повеќе како, да кажеме, хигиената во домот. Значи, мора секој ден по нешто да се прави и ако се запушти нели една соба неколку недели, после тоа ќе има многу работа да се доведе повторно во ред таа просторија. Така. Да, но тука морам да се надоврзам, затоа што доволно е што за почеток се свесни дека постои некаков проблем. Тоа е веќе 50% решен проблем, затоа што неретки се и ситуациите каде што се останува во брак, макар и неквалитетен, само од стравот ќе се надоврзам да не останам сам. Што ако почувствувам самотија? Како ќе се снајдам? Како ќе излезам на крај под знак на водници со финансиите, грижата за децата? Што ќе каже околината? Да не заборавиме дека иако е 21 век, навистина ни се, за жал, се уште табу теми, ќе се надоврзам на леа. Одењето на психолог, одењето на психотерапевт и така натаму. Така што многу ми се допаѓа се ова што го слушнав, затоа што е факт дека постои некое придвижување на работите. Споменавте, нема веќе да трпам. Ќе излезам надвор од домот и ќе си го побарам решението, затоа што јас често знам да кажам, за да бидам добра мајка, добра сопруга, неопходно е да се бидам првенствено добра на самата себе, во својата кожа, да бидам добра во тој брак и така натаму. Па дури и да ги давам максималните резултати на своето работно место и во својата професија, јас ако не се чувствувам задоволна со сето тоа што ми е мина секојдневие, верувам дека нема да постигнуваме оптимални резултати. И тоа е нега за своето ментално здравје. Ќе продолжиме со темите, навистина се интересни и актуелни, само ќе погледнеме кратки реклами и ќе се враќаме повторно во студиото да ги продолжиме овие теми.